Газдите чекаат амин од државата за да им ги скратат придонесите на работниците, односно за нивниот предлог за замрзнување на надоместокот за пензиско и здравствено на 12.000 денари. Нивниот предлог следуваше по покачувањето на минималната плата на 12.000 денари и дополнителното оптоварување на компаниите, кое менаџерите ги стави во позиција да не можат да си дозволат покачување на платите и на работниците кои заслужуваат повеќе. Одговор се уште нема, во преговори сме, меѓутоа добивме информација дека се работи на тој предлог, затоа што покрај желбата мора да се видат и какви реперкусии ќе има, односно какви импликации ќе има на пунење на буџетот, што сметаме дека нема да бидат многу големи спрема нашите размислувања и нашите сознанија, затоа што тоа се пари кои што нема да бидат заштедени од работодавците, туку ќе бидат пренасочени од работодавецот према работникот. Според работодавците, не е проблем исплатата на минималната, туку ефектот кој таа го предизвикува врз придонесите и другите вработени кои бараат повисоки плати. Кој е тој проблем за да вие ги покачите платите од 10 на 12? Тоа воопшто не е проблем. Не е проблем на 10% во организацијата, во компанијата да ги зголемите. Проблемот е спиралата предизвикана од тоа зголемување и проблемот е во масата на пари која што ќе се зголеми. Тоа зголемување е негдека од 20 до 30%, што е премногу. Според Перковска, ваквиот така наречен спирален ефект некои текстилни компании ги довел на работна обстанок. Дури имаме компании кои што земале кредити од комерцијалните банки. Замислете вие да земате кредит за исплата на плати. Тоа е следниот чекор, е многу непопуларен и недобар ниту за компаниите, ниту за државата воопшто, затоа што на крајот на краиштата многу големи средства во буџетот се влеваат токму од текстилната индустрија, иако се малите плати. За да се подобрат состојбите според текстилните компании, потребно е зголемување на продуктивноста на работниците. Единствен начин за одржливост на повисоката плата е зголемување на продуктивноста. Со оваа старосна структура, со ваквата поставеност и со морам да кажам и менталитетот и односот кон работата, тешко ќе може да биде платата, минималната плата одржлива, односно спиралното покачување на платите. И додека се уште траат перипетиите околу крајниот исход за придонесите, привршува годината која донесе многу драма во оваа индустрија, а од перспектива на работниците, ништо значително не се подобри.